ретко може да наидете на област каде се среќаваат толку многу манастири и цркви, каков што е случајот со пределот на Скопска Црна Гора. Во само 11 села има 9 манастири и околу 20 поголеми и помали цркви. Манастирите и црквите се со исклучителна историско-културна вредност, а најголем дел од нив се градени во 13-тиот и 14-тиот век. Во минатото на Скопска Црна Гора имало голем број свештеници и монаси, поради што населението ја нарекувала и Скопска Света Гора. Овде се уште може да видите урнатини од тврдини, кули, гробови и карактеристични стари куќи. Во секое село може да сретнете различни културно-историски споменици. Сепак, Скопска Црна Гора најпозната е по многобројните манастири. Во село Горњани, на надморска височина од 575 метри, се наоѓа средновековниот манастир Свети Никита. Манастирскиот комплекс се состои од црквата Свети Никита, стар конак со камбанарија, наречен ѕвонарија, конак чардак, обновен во 1928 година, и неколку други помали објекти. Во комплексот се влегува преку масивна манастирска капија, а во средина на уредениот двор се наоѓа манастирска чешма. Историски податоци говорат дека овде порано постоел византиски манастир, кој бил срушен и врз неговите темели српскиот крал Милутин околу 1307 година ја изградил црквата посветена на Свети Никита, која има форма на впишан крст и е покриена со сводови и купола. Црквата била живописана околу 1316 година. Според еден надпис што се наоѓа на Тироновиот штит во првата зона од фреските на јужниот зид, запишани се имињата на познатите мајстори-зографи Михаил и Евтихиј, кои ги фрескописале црквите Пресвета Богородица Перилевта во Охрид и Свети Ѓорѓија во Старо Нагоричани. На фреските во првата зона насликани се фигури на светители во цел раст. Втората зона ја исполнуваат композиции со Христовите чуда. Фреските од третата зона представуваат илустрации на Христовите страдања. Централно место секако зазема ликот на патронот на црквата Свети Никита. Интересно е да се спомене дека во црквата се уште стои надпис на старословенски јазик, што потврдува дека во времето на градењето населението ги разбирало старословенскиот јазик и писмо. Со турските освојувања доаѓа тешки денови за манастирот, кој претрпел големи оштетувања, пошто се појавила потребата од обновување на фреските, за што сведочи надписот на јужната страна, во која е запишана годината на изведување на работите – 1484. Црквата Свети Никита е добро сочувана, а во текот на реставрацијата, кон крајот на 70-тите години од минатиот век,
вратена е првобитната форма на горниот дел од храмот, целосно изменета во текот на вековите. Светлината во внатрешниот дел од црквата продира низ повеќето прозорци. Куполата и покривот првобитно биле покриени со олово. Подоцна оловото било заменето со керамида. За по реставрацијата од крајот на 70-тите години црквата повторно да биде покриена со покрив од олово. Кој бил Свети Никита, на кого е посветена црквата? Тој потекнувал од готите и бил ученик на епископот Теофил Готски, кој пак учествувал на првиот Вселенски собор. Кога готскиот кнез Атанарик почнал да ги прогонува христијаните, Свети Никита застанал во нивна одбрана и се посилно ја исповедал верата Христова и му се молел на Бога со благодарност. Бидејќи му се спротивставил, кнезот го ставил на страшни маки и го погубил во 372 година. Свети Никита бил фрлен во оган, но неговото тело останало неповредено и зрачело со магична светлина. Стратешката позиција на врвот на Ридот му овозможува на манастирот прекрасен поглед кон околината и Скопската котлина. Убаво уредениот двор е често посетуван од верници кои овде доаѓаат да се помолат, но и да се одморат од градската врева, а најмногу посетители има за време на манастирската слава на 28 септември. Манастирот Свети Илија, познат како Свети Илија Горни, се наоѓа северозападно од Скопје, во долината на Бањанска река, на околу 3 километри од селото Бањани. Нема пишани документи и историски извори за времето од кога потекнува манастирот, но се претпоставува дека бил изграден во 14 век. Манастирскиот комплекс го сочинуваат црквата Свети Илија, обновениот манастирски конак и убаво уредениот широк двор. Црквата Свети Илија е мала еднокорабна градба. До неа може да стигнете по тесните скали или преку конаците. Едниот дел од црквата бил зазидан во карпа, што и дава карактеристичен и необичен изглед. Вратата на црквата е многу тесна и затоа низ неа не може да влезат многу верници. Внатрешноста е насликана со живопис, еден од најстарите во околината. На него се распознаваат два слоја. Првиот, постар слој, според експертите потекнува од 14 век, време кога се смета дека е подигната црквата. Во 1967 во манастирот била сместена православната богословија, каде се образувал кадар за потребите на црквата. Но за многу кратко време богословијата била преместена на денешната локација во Драчево. За време на турското владење, манастирот бил важен културен центар на потчинетиот народ.
И на некои десетина километри јужно од овој манастир, уште еден посветен на свети пророк Илија. Овој манастир е попознат како Свети Илија Долни и се наоѓа меѓу селата Мирковци, Бразда и Глуво во излетничкото место Чардак. Манастирот е опкружен со висока градба. Во манастирскиот двор се влегува низ голема и масивна порта. Тој е широк и убаво уреден со цвеќиња, зеленило, клупи каде преку викендите и празниците доаѓаат гости за да уживаат во мирот и спокојството. Во недела и празниците во црквата се служи света литургија. Во дворот има голема новоизградена камбанарија, а тука се и иконаците во кои некогаш живееле монаси. Веднаш до конакот се наоѓаат гробовите на неколку монахињи и на отецот Софронии, која изградил старата манастирска црква Свети Илија од, како што се споменува во пишаните документи, религиозни побуди за спасение на душата. Манастирот почнал да се гради пред почетокот на Втората светска војна на истото место каде што имало остатоци од некогашниот стар манастир. На 2 август манастирските цркви го слават Свети Илија, Божи пророк, чудотворец, боговидец и небоземен граѓанин, сведок на Света Троица и славата Божја. Во народот Свети Илија е клучарот кој го отклучува или заклучува небото и го пушта или запира дождот, бидејќи се верува дека тој командува со летните громотевици. Пророкот Илија живеел во 9 век пред нашата ера. Потекнувал од племето на Аарон. Уште кога се родил Илија, татко му Савах видел ангели околу него, како со огин да го повиваат детето, што било знак дека тоа дете ќе има подарено од Бога огнена сила и пламен карактер. Скоро целиот живот го поминал во молитва кон Бога во пустина. Прорекол многу настани и направил голем број чуда со силата Божја. Во времето во кое живеел, еврејските цареви се откажале од Божјите дарови и им се приближиле на идолските богови. Најголем судир пророкот Илија имал со израелскиот цар Авах и со неговата изопачена жена Језавела. Гледајќи како меѓу народот владеел неморал и незнабожство, Свети Илија пред Ахава ја најавил Божјата казна и со молитва кон Бога. Он го затвори небото и не паднало дожд 3 години и 6 месеци. На необичен начин го умножил брашното и маслото во куќата на вдовицата во Сарепта Сидонска и го воскреснал синот. Господи Боже мој, нека се врати душата на ова момче во него. Со молитва го отворил затвореното небо и заврнал дожд. На Ахав и Језавија им ја прорекол страшната смрт. На планината Хорив разговарал со Бога. Пред да се вознесе, го зел Елисеј и го одредил за свој наследник. Најпосле бил земен на небото во огнена кочија. Многу често на иконите и фреските Свети Илија е представен во кочија која неколку коњи ја влечат кон небото.
Источно од селото Љубанци, високо над селото, се наоѓа манастирот Свети Никола. Комплексот го сочинуваат црквата Свети Никола, конакот, кујната, трпезаријата, а пред манастирската порта со мозаик се наоѓа чешма со вода. Камбанаријата на црквата ја изградил монахот Серафим и оставил аманет да биде погребан во неа. Народната традиција кажува дека манастирот е изграден во средината на 19. век врз темелите на Стар манастир. За нејзин ктитор се смета Бојко Раев од селото Љубанци, кому му се сонило дека треба да изгради црква на ова место. Манастирската црква Свети Никола и конакот сведочат за присуството на бројните талентирани зографи, стари мајстори и архитекти, духовни луѓе и учители кои своето спокојство и инспирација ги наоѓале токму во овој духовен храм. Доказ за тоа е исклучително вредниот иконостас со престолни икони од 19. век, изработен од познатиот македонски мајстор Дичо Зограф со тајфата. Иако мала, црквата е богато насликана. Светители во цел раст, сцени од животот Христов. Насликани се и сцени од страдањата Христови. Централно место зазема ликот на патронот на црквата Свети Никола. Климата во овој дел на Скопска Црна Гора е блага и пријатна, па во текот на Втората светска војна манастирот се користел како болница и воздушна бања за болните од туберкулоза. Низ својата историја, во манастирот се водел активен монашки живот, а со возобновувањето на монашкиот живот во форма на сестринство во 1998 година прераснува во духовен центар на луѓето од околината, но и на сите оние што доаѓаат овде да го пронајдат својот мир. Типикот е по углед на светогорските, аскетско и сихастички, втемелен на Исусовата молитва. Господи Исусе Христе, помилуј ме. Со устните да се кажува молитвата, а со рацете да се прави нешто корисно и богоудно. Секојдневните послушанија се дел од монашкиот подвиг. Освен вештината за изработка на бројаници и икони, монахињите
Во моментов во манастирот има 4 монахињи и една искушеничка, се одлични познавачи на билките и нивните лековити својства. Во продавницата на манастирот може да купите чаеви од разни билки. Манастирот го слави 22 мај, денот на пренесувањето на моштите на Свети Никола од Мир во Бари или Летен Свети Никола. Ден на кој црквата е преполна со верници и гости кои доаѓаат да го честуваат патронот Свети Никола. Со веќе почнатите активности за обнова на конакот треба да се сочува автентичноста на овој исклучителен примерок на традиционалната македонска архитектура. Манастирски комплекс кој во иднина ќе може да го посетуваат не само жителите на Љубанци и околината, туку и странски гости кои сакаат да се запознаат со богатата историја на манастирот и да уживаат не само во неговата, туку и во убавината на Скопска Црна Гора. Низ целата територија на нашава земја, околу градовите, селските населби и високо на планините, сместени се македонските цркви и манастири. И ден денес тие се духовни и културни светилишта, каде се собираат се поголем број луѓе, желни да бидат поблиску до Бога и да го пронајдат мирот во душата.